Во престапна година како оваа не се прават венчавки и свадби, ниту се гради куќа. Срекли и се само децата што се родени во годината. Народот верувал дека се што се прави во престапна година има кус рок, иако годината има ден повеќе. Пред се кај нас тоа е да не се прават свадби на тој ден, бидејќи се смета дека иако на таа година и бидејќи се смета дека иако годината има еден ден повеќе, сепак би можело таквите бракови да траат пократко и луѓето избегнуваат да ги прават свадбите, односно венчавките на тој ден. По западниот свет постои еден обичај многу убав, јас би рекол, а тоа е дека на тој ден има обратна ситуација, односно жените девојките ги запрашуваат мажите. Таквата појава потекнува најмногу од Велика Британија, кога со промената на Григоријанскиот календар настанало едно потсмевање на таа ситуација и луѓето почнале верувале дека треба нешто необично да се случи на тој ден. Според народните верувања, целата престапна година не е добра за започнување нови бизниси, но астрологијата пак вели дека 29 февруари е идеален за нови работи. Имено, срекната поставеност на Сонцето Јупитер треба да се искористи за потпишување договори. Затоа ќе паѓаат исклучително добри деловни понуди. Избегнувањето на венчавка во престапна година, како и верувањето дека отпочнатата работа во оваа година нема да заврши добро. Според црковните верувања, секоја година е благословена од Господ, а верувањето дека венчавка не се прави во престапна година е суеверие, еден строг исклучок. Имено, годините што се деливи со 100, а не со 400, не се престапни. Затоа во 1700-та, 1800-та, 1900-та година немаше 29 февруари, а нема да го има ниту во 2100-та година.